зборови на охрабрување. Ја слушате програмата Охрабрувачки зборови од авторот Дарлин Сала. Каде да пронајдеш тишина за својата душа? Во време бев воодушевена од еден стих кој се наоѓа во Псалм 131. Тоа е вториот стих каде псалмистот пишува: Јас се смирив и ја успокоив мојата душа. Како доенче врз мајчини гради, како доенче е мојата душа во мене. Моите три деца како малечки бебиња беа желни, речиси очајни да бидат близу мене кога беа гладни. Но кога наполнија 2 години, обично беа задоволни да си седнат тивко во скут, затоа што беа одбиени од доење и беа свиткани на храна на детското столче. Мнозина од нас се како зависни новороденчиња. Секогаш кога се молиме, бараме нешто од Господ. Се разбира, не му пречи тоа. Но не можам да не помислам дека ќе биде задоволен ако некогаш дојдеме во неговото присуство, само за да бидеме со него, без да бараме ништо, како дете кој е одбиено од доење и ужива да биде со мајка му поради радоста на нивниот однос. Во незиниот придонес на христијанската книга Жени на патот, Вава Понс ја изрази оваа мисла во однос на незината желба да има сопруг. Беше тажна што Бог уште не го оствари тој незин копнеж да има некој пособен со кога ќе го дели животот. Секој пат кога доаѓаше пред Бог во молитва, имаше длабок копнеж кој беше речиси како физичка болка. Тогаш Бог ја донесе до тој стих и сликата на едно мало дете кое мирно седи во мајчината предградка. Толку тивко, толку смирено. Таа напиша: Сакам да бидам тоа дете. Не, јас треба да бидам тоа дете. Сакам Бог да ме одбие од оно што го сакам, за да ме подготви за оно што тој го сака за мене. Треба да бидам смирена во неговата преградка, знаејќи дека тој ќе се погрижи за моите потреби, дури и моите желби. Потоа заврши со молитва на прифаќање. Господе, ќе чекам и ќе бидам задоволна со твојот одговор. И мирот дојде. Дали си ја смири својата душа? Може да најдеш мир во Божјата преградка. Ја слушнавте програмата Охрабрувачки зборови на македонски јазик од авторот Дарлин Сала.